Драги наши добровечери, добре дојдовте во најновото издание на подкастот Делчево 365. STEM образованието станува се попопуларно. За курсот во STEM роботика во Делчево интересот е голем. Огромен број на дечиња го посетуваат и се задоволни, и децата, и родителите. Токму затоа и одлучивме вечерва да зборуваме токму на оваа тема и тоа со човекот кој што е најзаслужен во Делчево да има вакви курсеви. Гордан Атанасов, професор по електрогрупа предмети во Средно општинско училиште во Кочани. Добро вечер и добре ни дојдовте. Добро вечер на вас. Благодарам на поканата и огромна благодарност што изразивте иницијатива да се представиме прво како едукативен центар и како едукација која што почна веќе втор-трет месец во вашиот град. Што точно опфаќа STEM образованието и зошто е толку значено во современиот свет? STEM образованието. Како да го доловам до сите, значи јас доаѓам од формалното образование. Еден од најголемите недостатоци кај нас во формалното образование ни представува на применливо образование кое што го збориме. Кога зборам за применливо образование, на што мислам? Значи, дали изучуваме еден скоп на предмети учениците наши и така натаму, но никако да направиме еден спој на сите тие предмети и сите оние материјали кои што ги изучуваат децата, уште од мали години да ги покажеме дека сето она кое што го учат како да си го подобрат животот, како да го применат сето она кое што го стекнуваат знаење и така натаму. Една од кривиците е она кое што многу малку и многу касно би рекол, ние почнуваме со она применливо образование или практично образование, да ги покажуваме на децата она кое што го научуваат, каде директно да го применат, бидејќи тоа според мене во образованието е и најважниот сегмент, пошто сето она кое што го учиш не само во образованието, и во секојдневниот живот и понатаму кога созреваме како личности, ако сето она кое што го научуваме директно не го пробуваме зошто би ни требало, како би го искористили и така натаму, многу лесно го забораваме. Ако го учиме на начин на кој што треба, како што е STEM образованието, директно она што го учиш, секој модул, секоја лекција, секое знаење, директно да го пробаш, да видиш како се применува и еднаш научени такви работи кои што се учат преку практичен дел, останува за секогаш. Кога кај нас започна посериозно да се развива STEM пристапот и до каде сме денес во однос на регионот? Јас би рекол, би сакал да ја раскажам целата приказна како почнавме со целата оваа иницијатива во училиштето каде што доаѓам, веќе далечната 2017-2018 учебна година. Ротари клубот Кочани Виница донираше кабинет по роботика и тогаш нас како училиште не пријави на Фраслево лига во Србија. Тогаш немавме ние наша лига во едукативна роботика и во STEM учење. Со цел супер, видете како се дообразуваат вашите ученици, вашите колеги, како го применуваат сето ова. Не пријавија, сите беа онака иницијативата да видат што се случува. Ние со колешката Роза Војновска, која што ми е од моето училиште, толку многу труд вложивме во сето тоа и не само што отидовме да видиме што се случува, него и на националното првенство во Србија бевме први. Како училиште го освоивме првото место, со тоа се пласиравме на Адрија лигата, тогаш во Словенија бевме као регион под Словенија, таму го освоивме третото место, од таму добивме покана во Детройт во Америка, учествувавме со тимот и едноставно решив да не застане целата таа работа као многу наши работи кои што во нашата држава имат започнато прекрасно, но некако стагнираат уште на самите почетоци, бидејќи стварно е тешко, особено во делот на образованието и неформалното образование, да се одржи еден ваков проект. Треба многу труд, желба, многу непреспиени ноќи, многу километри поминати и така натаму. Но сум горд на сето ова кое што успеа да стигнеме до едно вакво ниво. Ме прашавте на почетокот каде сме ние. Кога почнавме,
бевме скоро никаде. Значи се тоа беше толку многу ново кај нас и да ви кажам искрено, па и многу малку веруваа дека може да успее сето ова, но од денешна гледна точка можам да кажам лани бевме како Фраслево Лига Македонија најбрзо растечка во регионот прогласени, на која што учествуваа околу 23-4 тима од Фраслево Лига Челендж за децата од 9 до 16 години, околу 30 тима за Follow Explorer за деца од 5 до 9 години. Оваа година веќе ги надминуваме дури нашите очекувања, ќе имаме околу 40 тима Follow Challenge, околу 50 тима Follow Explorer. Веќе и оние кои што беа најголеми скептици почнуваат да веруваат и дури и да вложуваат во целата приказна и така натаму. Кои се најзначајните заблуди кај родителите кога ќе слушнат за STEM? Најголемите заблуди кај родителите кои ќе слушнат за STEM учењето, особено за едукативната роботика е ајде сега, не зафркавај дете на 5 години, збореме роботика и така натаму и одма мислат како за секај нас одма со скептицизам дека се тоа е некоја, не знам, приказна, некој маркетинг и така натаму, но тоа е затоа што многу малку сме навлезени во оваа проблематика и многу малку го имаме ова во формалното образование и затоа родителите гледаат со таков скептицизам. Но напротив, сето ова е се само не она кое што изгледа на прв печаток, да кажеме, кога ќе се представува целата приказна, бидејќи целата оваа роботика, програмирање, автоматика или со помош на STEM учењето е баш за тие возрасти наменета, сите тие програми кои што ги изучуваат децата со помош на тие сетови и така натаму, се баш на нивната возраст. Иако доаѓа во формалното образование, ќе го кажам, значи, ние сакаме и бараме од децата, значи сите деца веќе со некој дигитален уред, со уште од 5-3 години, и ние сакаме на часовите вниманието да го задржиме, не знам, со табла и со креда на некој систем на кој што ние учевме, не зборам дека е лош или не, тоа е друго прашање, но мора да ги пратиме трендовите и ние мораме да најдеме начин како да го задржиме вниманието од децата и да се симнеме на нивно ниво и да ги изучат сите оние работи кои што и се потребни да ги изучуваат, како што они сакаат. Со ова образование и така ги поминуваат сите тие материјали и сите тие учења, така навлегуваат во самото STEM учењето што представува Science, Technology, Engineering и Math. Значи сето тоа ние уште од мали години да можеме ние децата кон техничките науки да ги внесеме, но да не се ни свесни за сето тоа, пошто и јас би рекол, ако не сме навлезли во сето ова на дето 5-6 години на збори за програмирање, за автоматика, малку доаѓа чудно, но нему на начинот на тој што се изучуваат сите овие работи не се на такви, не се употребуваат такви термини, и децата не се ни свесни дека изучуваат програмирање или автоматика и така натаму, толку баш на нивниот на начинот на кој што они сакаат, преку градење на тие модели, преку програмирањето, блок програмирање наменето за нивни возрасти и така натаму. Резултатите сами ќе ги видат и родителите и децата, со се си треба период. Ќе мораме сите да се навикнеме на новото време и на тоа што го носи на, без разлика дали го оправдуваме или не. На кој начин STEM создава долгорочни вредности за детето и за заедницата, па и за економијата? Би почнал последното за економијата. Ние многу знаеме, многу сите зборуваме што се фали на нашето економија, што се фали на нашето образование за да може да излегуваат кадри кои што директно после, не знам, средно образование или после факултет би ги пуштиле директно во реалниот сектор на работа, но многу малку презимаме чекори за сето тоа. Ние сакаме да добиеме, не знам, од средните училишта технички да добиеме техничар, машински, електро или било каков, а никој со тие деца не почиња на времето кое што е наменето да се види дали може да се развива во тој дел,
дали ученикот покажува и афинитети кон тој дел, туку обично ние родителите си лечиме нашите фрустрации преку децата, како го постигнуваме, тоест ги правиме грешките, тие грешки ќе слушнеме, не знам, во сектор програмирање биле многу платени, ние ајде ќе оде детето ќе го запишеме да биде компјутерски инженер или не знам, сектор медицина и така натаму, а никој нема работено со самото дете да види дали има афинитети кон тие науки. Сето ова учење треба да целта негова е да ги постигне тие ефекти. Значи од најмали години се почиња со детето да се работи во различни сегменти, во различни сектори, да видиме дали она дете кое што жел да имаме ние сите како родители да видат нашите деца инженери и доктори се, но дали има афинитети. А за да видиме дали има афинитети, ние треба да му возможиме на самото дете да ги проба тие работи, да види дали може да се развива таму и така натаму, пошто да не закаснеме после во период кој ќе стане адолесцент, не знам, 13-14 години, тогаш ние да експериментираме со сето со него, а претходно ништо да немаме пробано со самото дете. Целото ова учење е баш тоа треба да се постигне, да се види уште од мали години дали детето има кон техничките науки афинитети, дали има желба да продолжи натаму, а тоа се покажува со сите тие модули кои што ги изучува на сите овие часови, предмети, курсиви, како и да ги наречеме, за мене STEM е начин на учење, не е некој класичен курс, не знам, ваков степен, онаков степен, иако и тука е според возраст поделено, но понатаму мислам дека ќе разговараме повеќе за да ги објасниме сите тие детали. Дали навиките што ги стекнуваат децата преку STEM, истражување, решавање проблеми и критичко мислење им служат во други области од животот? Јас се тоа би кажал, пошто веќе подолги години сум во целата оваа приказна, веќе 8-9 година како го работам и си водам статистики, веќе има поминато преку моите едукативни центри повеќе од 1500 ученици и можам да ви кажам дека многу позитивни навики пред се стекнуваат, бидејќи целото STEM учење не е учење она кое што сме навикнани ние, не знаме, на лекција или една тема да ја научиме и да ја раскажеме и така натаму, бидејќи преку сето ова учење ние учиме, како што кажав и на почетокот, применливо образование, длабинско образование, со кога ќе го земете проблемот, прво го гледаме од каде е настанат, па кое решение треба, па директно решението кое што го имаме замислено, го применуваме да видиме дали ни функционира и така натаму. И затоа постигнуваме огромни резултати со тие деца, со децата кои што поминуваат преку целото ова учење, бидејќи јас би рекол правилно ги поминуваме сите теми и сите изучувања за кои што е наменета одреден модул и така натаму. Секако дека не сите деца би биле после некои прекрасни инженери или би прераслеле во инженери, ама верувате сите оние кои што поминат барем некој период преку сето ова STEM учење, верувате дека ќе преминат во личности кои што во било која област потоа која што ќе продолжат со нивното растење или развивање во нивните кариери, ќе се научат дека секој проблем за да можеш да го решиш и да го зборуваш и не знам да го разработуваш, дека треба длабински, дека ништо не треба да се учи површински. Така. Како STEM им помага на децата да станат поадаптирани во светот што постојано се менува? Па, како? Преку STEM учењето, според мене, една од најдобрите карактеристики кои што ги добиваат децата, освен од ова што го зборев до сега, технички дел и така натаму, е ораторските способности кои што ги стекнуваат и тимската работа. Значи, и затоа сите оние часови кои што ги поминуваат децата и учениците, значи работат во групи, работат тимски, никогаш во ова учење не се зема предвид индивидуа, туку тим, и се она кое што го работиме со нив на ораторските способности, она што најмногу недостасува во формалното образование. Ние не можеме сега да го замислиме живот во 21 век, можеш да бидеш прекрасен инженер.
Ако не знаеш да се продадеш, ако не знаеш да бидеш добар оратор, цело време ти бидеш во некоја канцеларија, кај некој ќе работи за некој друг и никош нема да знаеш да си ја цениш целата оваа работа. И сега би се запрашал и би звучал многу, не знам, ако него да објаснам ова многу маркетиншки, како го постигнувам, па со толку мали деца за ораторски способности. Ќе ви го доловам и сето тоа, значи сите вие и ние и родители знаеме самите деца кога ќе изработат нешто нивно, каква самодобра имат. И првото што е, првото трчат кај било кој прв дали батко, дали друга, дали мама, дали тато, да го представат сето тоа. И тука многу лесно ги стикнуваат тие работи, бидејќи они на часовите не раскажуваат некоја лекција или некоја стиготворба која што имаат научено, туку представуваат проекти кои што ги самите имаат изработени. И затоа многу полесно ја добиваат таа самодоверба која што им недостасува. И која што не ја стекнуваат, би рекол, во формалното образование, не ради друго, не дека немаме во формалното образование добри, не знам, наставници или било што, туку едноставно таква ни е програмата. Јас сум родител на 3 деца кои што се во таа возраст до 11-12 години и ви кажувам искрено, кој ќе видам дете во 3-4 деление кој ќе ми донесе тест, дека правил, значи едноставно ми се јави, ќе го употребам овој збор, бидејќи ние треба децата до 5-то деление да ги научиме само на ораторство, да ги научиме да раскажуваат, да ги научиме да изразуваат. Многу лесно е понатаму и 6, 7, 8 да научи било кој дел во било кој сегмент, не знам, технички науки или математики или општо образовни предмети кои што ги навикуваме ние, но многу тешко ако на почетокот на образованието детето ги изгуби тие можности, не знам, употребам збор, како афинитети за раскажување. Сите знаеме, кога учиме со нашите деца, кој е најголемиот проблем. Му дадеме тест, ќе напиши се, сеќа му е точно, ама ако треба да раскаже нешто, значи тука настанува блокирање. Тука според мене е крив целиот образовен систем, кој што мораме да почнеме од некаде и да го менуваме. Дали во времето во кое живееме можеме да кажеме дека стемот е најисплатлива инвестиција во детето? Па, не само во ова време и не само стемот, според мене, и би звучал малку и нескромно, сигурна инвестиција која што би си ја вратил некојаш е инвестицијата која што влагаш во самото образование. Во образованието, инвестициите во образованието не се инвестиции како што би направил, не знам, некоја инвестиција во трговија или брзо би ја вратил, но единствена инвестиција која според мене и не само според мене, е инвестиција која што сигурно ќе ја вратиш, инвестицијата е во образованието на една личност. А секако и децата се оние кои што треба ние да ја покажеме, особено ние као авторитети би рекол, да ја покажеме како примери дека едуциран човек многу полесно се снаоѓа, многу полесно може да успее во животот и така натаму. Ние живееме сега во некои турбулентни времења кои што според мене моите генерации особено ги изгубија правите идоли. Значи стана идоли во овие транзицијски времења, личности кои што не требаше да бидат идоли, но се надеваме дека сите ќе придонесеме да ги сменеме сите тие навики преку вакви успешни приказни, би рекол. Какви резултати се гледаат на долг рок кај децата кои рано почнале со STEM активности? Она кој што го зборев и пред малку, значи тоа ќе бидат деца кои што сигурно ќе прераснат во личности кои што ќе можат да не само нивната индивидуа да ценат, него да научат дека не можат ништо сами, дека секогаш во било која работа треба да го почитуваат и другото мислење, критички да размислуваат, да судат или да наоѓат правилни решенија, ама преку она позитивна елиминација, би рекол, значи со факти зошто мојот проект или мојата работа е подобра од твојата, ама со факти, а не онака јас сум најдобар, онако што го има кај многу деца. Како родителите можат да препознаат дека нивното дете има интерес за вакви вештини или за вакви проекти?
како и во се друго, така и во ова образование, додека не пробаш, не можеш да знаеш дали би имало детето афинитети кон сето ова или не. Јас обично и на сите демо часови кога имам сестаноци со родители, секогаш го зборам истото, нека проба детето. Ако детето се види дека не може да се пронајде на самите овие часови, дека му е тешко нешто и така натаму, претинете одмah, во истиот момент. Значи, пак ќе кажам да не си го лечиме ние нашите комуникации со родители, работите интересно ми е, ќе го пуштам детето да оди. И да не иде самото дете. Ако детето не покажува интерес, нека претинеме во тој момент, бидејќи ние секако како родители секогаш сакаме најдобро за нашите деца се, но не секогаш ги правиме правилните чекори. Многу пати ние форсираме некои работи кај самото дете, иако детето нема интерес тако. Зато да, нека се проба, нека видиме, ние ќе процениме, не само ние, самите родители, и затоа ми е многу важен фидбекот од самите родители, што, како со какви импресии детето дома ги преноси сите оние работи кои што ги има учено и така натаму, и многу држиме на таа комуникација со самите родители, и едноставно не постои тука некоја скала да кажеме и да детето добро или не е добро. Со самиот развој и сето ова учење не е учење помош настава, и дека детето, не знам, ако доаѓа на роботика, на STEM роботика, дека има сите петки, не знам по сите предмети и така натаму. Едноставно ова е начин на учење. Ние на овие часови учиме да учиме. Така. Колку тука е важна љубопитноста и дисциплината? Па дисциплината според мене е многу важна, љубопитноста се преку ова учење многу брзо децата ја добиваат таа карактеристика или таа особина, како да ја наречам, бидејќи на самите овие часови да сакаш не можеш да не си љубопитен, пошто самиот час те тера да мораш повеќе да истражуваш, за да успееш, особено за самиот себе, за да покажеш дека еве не е само ова кое што го градам од по билдинг инструкции, туку јас знам и вака да направам и онака. Ја стекнуваш многу лесно таа љубопитност и таа самодоверба. Што кажува вашето искуство? Што е она што ги мотивира децата? Тоа што ги мотивира децата во самото учење, па не знам кој пат ќе кажам, најмногу ги мотивира децата она кое што представуваат работи кои што сами ги прават. Значи тука многу полесно се изразуваат, бидејќи ние знаеме како наставници многу пати во она формално образование, не знам, некоја лекција или било кој предмет кој ќе ја предадеме и да бараме од ученикот да ја раскаже она како ние што ја имаме сфатено. Тука е обратното. Значи тука учениците раскажуваат она како што они ги гледаат работите. Значи не можеш да сгрешиш. Ти моделот кој што го правиш. Да, ти имаш как по инструкции што и како, ама согледувањето, што би постигнал со него? Не се учи од некоја книга да прочиташ или од некоја лекција, туку твојата фантазија, креативност ја искажуваш преку самото представување на самиот модел кој што го изработуваш. Што би се сменило доколку STEM стане приоритет на национално ниво? Многу. Јас работев за фонд за иновации пред 5-6 години, пробував сето ова да го вметнам во формалното образование. Тугите претидам зашто не успеа сето тоа, но веќе мислам дека успева, веќе има училишта кои што направија своји програми во сето ова учење, кои што Бирото за развој го прифати, ги има во од 3-то до 6-то одделение сето ова учење. Пробуваме преку изборни предмети, јас преку Академија за роботика и иновации, невладината, која што исто е председател на самата таа невладина, веќе направивме овие 2 години со помош на компании, некам сега да испуштам некоја, од приватниот сектор во нашата држава, донации на 26 училишта во
формалното образование и студиравме комплет опрема која што е потребна за да ги изучуваат сите овие STEM учења со помош на Lego Education комплетите и да учествуваат на овие престижни надпревари кои што ги изборев. Претходно мојата цел и визија е се додека сето ова образование на каков и да е начин не го доловиме до секој дете во Република Македонија, мислам дека нема да престанам и нема да го остварам тој сон, бидејќи да, многу потешко ако оде по оној формалниот начин, не знам, преку биро и така натаму, сите ние кукаме, немаме пари во образованието, ова ни фали, она ни фали, но јас не би рекол, бидејќи не е толку некоја многу скапа инвестиција за сето ова, на многу побрзо може да се врати преку помош на учениците, сето тоа го забележа многу корпорации низ целиот свет кои што инвестираат веќе и кај нас во целото ова, да не споруваме после како што и преска зборев за оној бизнес сектор и ова ни повик достига нив, дека ни фали кадар, а што преземаме ние за сето тоа. Многу е лесно на ние као менталитет, као народ, кога ќе најдеме причина зошто или кривец, и као да го имаме решено проблемот. А никогаш ни многу ретко презимаме иницијативи, да еве, сите го знаеме кој е проблемот, сите знаеме дека ни фалат и техничари, и инженери и све. Што правиме за се? Што мислите, каква е заинтересираноста на децата од Делчево за STEM? Веќе работите тука? Јас трет месец како работам и дури изненадувачки за мене и се надевам дека ќе остане дека не е само некоја еуфорија почетничка, мада не верувам, пошто самото искуство кое што досега ми го покажало, Делчево 8 град во Македонија кој што го шириме сето ова образование, сите на почетокот, сите градови беше истиот муабет, да, ова е тренд, мода од почетокот и после ќе застане. Не, никаде секаде се случи обратното, јас ќе земам примерот од починиот делот кај што доаѓав, почнав на почетокот со некои 15-20 ученики, еве 8 година поред сме, сега имаме во моментот околу 90 ученика во самиот град, и ако 8 години постоиш, баш противното се тоа кое што го зборува на почетокот сите скептици, да, модерно и затоа не. Самите родители и самите деца ги согледуваат сите овие аспекти кои што ги споредме претходно и се она кое што го добиваат со целото учење и верувам дека ако ја тераме правилно приказано како што ја тераме во сите други градови, дека и ќе биде успешно приказано. Што е следно што ќе го направи STEM работика во Делчево? Следно STEM работика во Делчево кој што ќе го направи првото кој што оваа година децата кои што се во нашиот edukativен центар ќе учествуваат на First Lego Liga Explorer во Скопје кој што ќе биде во април-мај месец, да ја доловиме целата оваа атмосфера и да видат сето ова учење кое што или сето ова знаење кое што го постигнуваат да го представат пред еминентни личности од нашата држава, пред универзитетски професори, веќе изградени личности од бизнес секторот, бидејќи така е замислено сето ова и така обстојува. И нареден чекоре, тој го зборев и со наставничките тука, од наредна година и во училиштето во Делчево да изгонираме опрема која што ќе е потребна и во формалното образование, бидејќи да, како што кажа преска мојата визија е да е достапно до секој дете, не само до оние деца кои што и до оние родители кои што можат да си го дозволат, така ги водиме работите, значи немаме на крај ништо постигнато ако не го доловиме ова и за секое дете и нареден чекор сакам јас да издонирам опрема по училиштето во нашиот град. Да. Така. За крај кажете ни ваша порака до родителите и до децата. Возможете на вашите деца да учат на начин на кој што самите тие сакаат, да учат на начин на новото време кое што го налагат. Да, не можеме да бидеме ние носталгични, секојаш носталгијата, па не само во образованието, во било кој период, ние како растеме и како старееме сме носталгични кон младите години, ама да не таа мисла дека тоа е најдобро нашето време,
да не живееме со таа мисла, да дозволиме да живееме со времето на нашите деца и да се симнеме на начини на учење и на проблеми, и на решавање на проблеми, и на настава, да учиме со новото време. Ви благодарам многу за овој разговор. Ви благодарам и на вас и ми беше чест што дозволивте да се представиме пред вашиот град. Благодарам уште еднаш. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието и овој пат ве поздравуваме од хотел Либеро. Се дружиме за 7 дена.